Во најновата епизода на Шорткат ке гледате. Започна новата учебна година, основците и средношколците се вратија во училишните клупи, нема да има мерки против ковид. Ги разбиваме најпознатите митови за вештачката интелигенција во Зошто не е така. Здраво, време е за најновата епизода на Шорткат. Јас сум Нина и денес ќе ве водам низ најважните настани од изминатата недела. Почнуваме веднаш, ова е Шорткат. Од денеска во училишните клупи седнуваат 18.000 првачиња. Во редовните основни училишта има вкупно 186.649 ученици, а во средните училишта има 71.018 средношколци. Оваа година новина е тоа што учениците во второ и во пето оделение ќе учат содржини кои ги налага новата концепција за основно образование. Најголем број од учениците токму денеска ќе ги добијат свидетелствата за минатата учебна година, поради тоа што доцнеше постапката за нивно печатање. За прв пат учениците добиваат и додаток на свидетелството каде се запишани нивните постигнувања и знаења. Ќе добијат ли Скопје и другите македонски градови комунална полиција? Законот што би ја регулирал оваа материја не е донесен. Состојбата е статус кво. Да не се плука на улица, ѓубретом да се фрла во канта, тротоарите и зеленилото да не се претвораат во паркиралишта, да не се нарушува јавниот ред и мир, да не се создава бучева во време за одмор, приватните дворови да не може да се направат ѓубришта, да мора да се исчисти снегот пред зграда. Овие се само некои од стотиците утврдени урбани правила за пристоен живот кои се дел од нашите закони и чекаат некој да ги спроведе. Со програмата на владата за 2022-2024 година е предвидено да се формира систем на комунална полиција на локално ниво со посебен закон, со која ќе може досегашните комунални инспектори и екопатроли заеднички да преземаат мерки против сторителите на штетните активности. Но и покрај тоа што потребата од ваков орган е очигледна на секој чекор, напредок на ова поле нема. Што представува вештачката интелигенција и дали човештвото на вистина има контрола врз нејзиниот развој? Ќе дојдеме ли некогаш до точка кога вештачката интелигенција ќе го надмине нивото на човековата и дали тоа ќе значи доминација на технологијата, а човечко робство? Ова се само дел од митовите поврзани со вештачката интелигенција на кои одговараат познавачи на темата во новиот дел од рубриката Зошто не е така? Погледнете дел од митовите за кои зборуваа професорите Ѓорги Маџаров од Финки, Тамара Димитрова од Брейнстер и директорот на фондацијата Метаморфозис Бардел Јашари. Јас сум Тамара Димитрова, предавач во Брейнстер Next колеџ. Здраво, јас сум Бардел Јашари, извршен директор на фондацијата Метаморфозис. Моето име е Ѓорги Маџаров, професор на Финки и денеска ќе ви кажам зошто некои работи околу развојот на вештачката интелигенција се или не се така. Што е вештачка интелигенција? Вештачка интелигенција е една широка наука во рамки на компјутерската наука, која се занимава со развој на интелигентни, паметни машини, за кои вообичаено е потребна одредена човечка интелигенција. Значи, тука ги подразбираме експертските системи, препознавање на говор, машинска визија, процесирање на јазици и уште многу други области. Дали тоа ќе биде автоматизација на одреден процес, како што е филтрирање на мејлови, кои што не би требало да ги добиеме, или тоа ќе биде препорака на филмови на Netflix, или препорака на видеа кои што ги имаме на YouTube или некоја друга платформа, или одржување на машини во нивната посакувана работна состојба, се само областите во кои што денеска вештачка интелигенција и како наоѓа огромна примена. Вештачка интелигенција подразбира роботи кои зборуваат, реагираат и се однесуваат како луѓе. Кјош ќе се ришта што? Интелигенција артифицијална продорет на роботик, продорет паркријар робот, де роботот цидат фласен де силен синјерот, продорими интелигенција артифицијална шум џеоса. Иако книгите и филмовите со научно-фантастична тематика ја представуваат како таква, во моментов реалноста е сосема поинака. Нивото на вештачката интелигенција се приближува до онаа на човечката. Делумно е така. Генерално постојат два правци во рамки на вештачката интелигенција. Првиот правец е конкретна вештачка интелигенција која што
се занимава со решавање на многу специјализирани конкретни проблеми од вештачката интелигенција, а додека другата е генерална вештачка интелигенција, General AI, односно Strong AI, како што се нарекува, која што се уште е во концептуализација и нема се уште решение со кое што ќе имаме вештачка интелигенција која што ќе се справи со сите проблеми. Ja Freud, por onstendella, ca aplicazione të drejtuara nga inteligenca artificiale që kanë shpejtësi më të lartë ekzekutime se sa njerëzit, kanë aftësi dhe saktësi më të lartë operacionale, mund të bëjnë shumë më tepër punë në të njëjtën kohë, sidomos kur bëhet fjalë për punë të lodhshme dhe monotone. Целата епизода на Зошто не е така ќе биде објавена викендов на нашите канали на социјалните мрежи, а сега продолжуваме со друга тема. Студентите и учениците на кои не им беа покачени стипендиите и понатаму ќе земаат пониски суми од новите апликанти. За сега нема информации дека власта ќе ги изедначи стипендиите за сите, зашто поради утврдена индиректна дискриминација, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ќе поведе прекршачна постапка против Министерството за образование и наука. Заплетот околу покачените стипендии започна минатото лето, кога МОН најави зголемување на студентските и ученичките стипендии и до 80%. Со објавувањето на конкурсите во септември минатата година, стана јасно дека зголемените стипендии нема да важат за сите студенти и ученици, односно повисоките суми ќе ги добиваат само оние кои аплицирале на новите конкурси, додека останатите што го оствариле правото на стипендија во некоја од претходните години продолжија да ги земаат старите и пониски суми. За условите според кои државата доделува стипендии, студент и ученик во средно образование упатиле приставки до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, чии членови едногласно утврдиле индиректна дискриминација врз основа на образовен статус извршена од страна на МОН. За сега Министерството за образование не планира да ги изедначи стипендиите за сите студенти и ученици. Од Комисијата за Meta.mk рекоа дека поради непоставувањето на МОН по утврдената индиректна дискриминација, согласно нивните надлежности, ќе поведат прекршачна постапка против ова министерство. Со филмот Летото, Вера го сонува морето во режија на Калтрина Красники, во понеделникот 29 август во Тетово беше отворено 11-тото издание на меѓународниот филмски фестивал ТИФ ОДА. Љубителите на филмот имаа можност да видат неколку премиери бесплатно, како и богат избор на филмови кои се добитници на награди на најголемите светски фестивали како Оскар, Кан, Берлин, Венеција и други. Годинава на фестивалот се пријавија 8185 филмови од 110 земји во светот, додека само 51 од нив ќе бидат прикажани за публиката, од кои 46 се во конкуренција за главните награди во 5 категории, меѓу кои кино балканска панорама, кратка фикција, краток документарен филм, кратка анимација и краток студентски филм. НАСА го одложи лансирањето на ракетата што требаше да се придвижи кон месечината, откако проблемот со истекување на еден од моторите ја принуди агенцијата да ги откаже плановите. Ракетата од типот систем за вселенско лансирање требаше да полете во понеделникот на 29 август околу 14 часот и 33 минути по локално време, но беше одложено откако НАСА утврди дека не може да ја лансира. Следниот обид е закажан за петок. Ако тоа лансирање биде успешно, мисијата ќе трае 39 дена, а ракетата ќе се врати во Тихиот океан на 11 октомври. Доколку не биде лансирана и во петок, третиот обид ќе се случи во понеделник на 5 септември. Ви благодариме што останавте до крајот на денешната емисија на Шорткат и ви закажуваме ново дружење наредниот четврток во 19 часот. До тогаш, информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на веб-сајтот на Meta.mk и не заборавајте да ги посетите нашите профили на Instagram и TikTok. Се гледаме!